Во денешната утринска програма ќе зборуваме за изработка на природна козметика, како од внимателно одбрани производи се создава и се креира природна козметика за буквално сите типови на кожа. Христина и Тијана се две другарки кои што од пред 5 години ја започнуваат својата приказна за The Perfect Pink, така е насловена нивната природна козметика, а во продолжение ја дознаваме и нивната приказна. Девојки, ви посакам добро и убаво утро. Како започна еве вашата приказна за изработка на природна козметика или како се роди The Perfect Pink? Пред себе благодариме на поканата. Нашата приказна започна со едно мое лично искуство. Пред точно 8 години, 8-9, бев во САД и една од работите кои што ги работев беше во продавница за природна и органска козметика. Стануваше збор за бренд на домашниот пазар во САД и интересно беше што во склоп на самата продавница имаше и задниот дел на продавницата беше поделен за производство на производите и таму ги правевме, додека во предниот се одржуваше самата продажба и презентација на производите. И јас буквално се влюбив во тој процес и се влюбив во сето тоа што таа продавница и тој бренд го представуваше. Така што од таму започна мојот фокус и интерес за цела оваа работа. Навлегов во производството, навлегов во самите производи, како се креираат. Учествувавме во сите процеси на создавање лосиони, балзами, купки, bad bombs и што се не. И ми отвори комплетно една нова перспектива за тоа дека козметиката не мора да има да биде индустријски масовна за да биде ефикасна. И кога се вратив веќе во Македонија, иако претходно имавме идеја да започнеме нешто ново, се бевме сигурни дека е тоа. И после мокотрпна работа, многу тестирања, различни формули од каде нели сето тоа да произлезе, затоа што малку македонскиот пазар ограничен за набавка на сите оние природни суровини. Дојдовме до самодоверба веќе да официјално почнеме и декември 2020 година се појави The Perfect Pink Cosmetics. Да, што се изработувате, што се може да се најде во вашиот асортиман и од каде почнавте, кој беше првиот готов производ? Значи, ние вашиот асортиман има производи како што се шеќерни пилинзи, путери за тело, путер купки за туширање, лосиони за тело, сапуни. Првиот производ не беше шеќерниот скраб, кој што и најпродаван е сега и е најпопуларен. Повеќето купувачи тој го бараат. Нашите производи се на природна база, во изработени од маса и путери, со внимателно избрани ароми и пигменти. Која е можеби најбараната арома и какви се ароми употребувате, какви се ароми има нели во производите? Најбараната арома ни е праска скработ. Тој убедливо е ваква. Исто така имаме и шумско овошје, ванила, блубери чизкек, значи од боровинка. Тие ни се онака најбарани производи. Исто правиме и сезонски, значи пример летно време имаме и лимон, зелено јаболко, манго, што значи тие не се само сезонски. Тена, зашто се повеќе луѓе во последно време низ години се одлучуваат за природна козметика? Денешните купувачи се повеќе се свесни за тоа и бараат повеќе бараат транспарентност, чисти производи, бараат контрола врз тоа што ќе нанесат на својата кожа. И заради тоа тие повеќе читаат декларации, поставуваат прашања и со тоа самите бараат повеќе чисти производи кои што немаат активни супстанции, него се баш на база на маса. Каков е процесот на изработка? Може да ни опишете еве на кратко што содржи процесот на изработка на дел од производите? Може скработ. Пилингот најпрвин земаме шеја путер, бадемова маса користиме кокосово улје, користиме
шеќер. Тоа ни е базата, нели, за да биде скраб. И користиме тајна состојка која што не би ја издаде сега во моментов. Сето тоа се го мешаме и на крај се додава поја, мириси и легува производот. Да, особено доколку сега во зимскиот период не сме негувале нели доволно кожата, тоа ќе излезе нели сега на површина, така што скработ е нешто на што е нормално нели да се користи буквално секојдневно. Што ќе им препорачате на младите претприемачи, да речеме сите оние млади кои што сакаат да отворат и да почнат со свој мал бизнис, не мора тоа да биде нели природна козметика, производство, изработка на природна козметика, но во било која сфера? Најпрво сметам дека треба да веруваат во својата визија, меѓутоа и реално да ја тестираат. Затоа што страста на почетокот трае само на почетокот, меѓутоа со тек на времето стратегијата е онаа која што прави еден бизнис да биде успешен на долги патеки. Од таа причина сметам дека е важно да се тестира пазарот. Имаме една одлична искуство, една приказна, тоа е повеќе поука, да не се врзуваме за производите. Тоа што мене ми се допаѓа и мене ми е омилен производ, не значи дека ќе биде најпродаван и не треба никој да го свати тоа лично. И тоа беше една лекција што си ја научивме. Да, точно. Меѓутоа, значи не треба никој да се врзува за производот, секогаш може да се креираат нови производи, треба да се тестира пазарот, да се верува во мислењето на клиентите, зашто на крајот на денот нивното мислење вистина најмногу значи. И тоа е се да веруваат во себе, да започнат и да не се демотивираат доколку нешто не оди по план. Да, во декември ќе наполните 6 години, нели, како што постои вашата природна козметика. Што ве мотивира за да продолжите понатаму, па и да правите нели нови работи? Мотивацијата најпрво доаѓа од љубовта што ја имаме кон себе ова што го правиме и курираме. Исто така морам да кажам дека клучен фактор во сето ова се клиентите, односно нашите потрошувачи. Буквално во оној момент кога нас ќе ни стигне порака, каде што клиентот објаснува колку е задоволен од некој производ и цело на искуство негово, преточено во една порака, е уште еден поголем показател дека ова што го правиме навистина вреди. Дополнително на сето тоа можам да спомнам и да речем предприемништвото, две жени или генерално жени во еден свој бизнис како градат нешто, градат бренд, градат име, интегритет и идентитет нели на нас самите. Така што има многу фактори, многу показатели кои што ја одржуваат мотивацијата, но морам да спомнам, има и една демотивација што се случува во цел овој процес. Еве сега јас ќе кажам, ние сме избегнале. Многу предприемачи ќе се пронедат во ова. Тоа е едно прашање кога ќе направиме нешто и дали може подобро од ова или чега сега ако оваа идеја сега искористив, што ќе искористам понатаму. Или дали тоа следниот пат ќе биде подобро од претходното. Ние за среќа не сме заглавиле во таа ситуација и тоа е совет да не заглават во таа ситуација на тоа прашање зашто е преголем демотиватор. Така што бизнисот не е само идеја, каков и да е, не е само идеја, бара многу дисциплина, бара конзистентност и секако храброст кога работите не одат баш по план. Да, убаво кога се гледа дека од млади луѓе нели се креираат и создаваат своји мали бизниси, кои што верувам дека понатаму може ќе прераснат во уште поголеми. Јас ви посакувам се да ви биде така убаво и лесно, како што се и сите овие скрабови, вашата природна козметика и да си имате уште многу успеси во иднина. Благодариме многу.